Агенција за посредување при вработување на луѓе од Бангладеш, Непал, Индија и Шри-Ланка носи работници во земјава од различни професии со или без работно искуство. Вакви огласи се почесто можат да се забележат по интернет огласниците за носење на странски државјани за потребите на македонските компании. Телма разговараше со представник на една од агенциите, како што вели дека е лиценцирана, кој тврди дека соработува со агенција од Бангладеш. Соработуваме веќе 4 години и стекнавме доверба, бидејќи најбитно е работниците кои ќе дојдат во земјава, кај работодавачите и да останат, а не да ги злоупотребуваат нашите фирми. Постапката за да се добие работна дозвола е сложена. Има еден куп документи, а би сакали да се добие нов закон за странци со кој би се олеснила целата процедура. Владата денеска ја утврди квотата на странски работници кои можат да добијат дозвола за работа. Таа останува иста како и лани, 10.000 луѓе. И покрај тоа што стопанските комори бараа зголемување на оваа бројка. Најчести сектори каде што се вработуваат странските работници се градежништвото, хотелиерството и гостителскиот сектор, преработувачката индустрија и трговијата. Во сите оние сектори во кои што и досега имаше потреба, и тоа е вообичаена процедура која што се потврдува секоја година, така што нема некои дополнителни отстапувања. Тоа се секторите кои што се нотирани од страна на стопанските комори и работодавачите. Агенцијата за вработување лани позитивно одлучила за 8500 дозволи за работа за странци. Овој документ им е потребен на странците за да добијат дозвола од МВР, кој пак лани издало 6130 дозволи за привремен престој за работници. Четвртина од позитивните мислења се за турски државјани, кои се први по број со 2815. По нив доаѓаат од Бангладеш со 1567, Непал со 1089 и Индија со 1079. Но според статистиката очигледно е дека бројот на луѓе кои доаѓаат од Непал, Бангладеш и Индија наеднаш расте. Односно, пред 2023 година речиси да ги нема воопшто во статистиката.